по дневниот ред. Предлог одлука за отпочнување на активности за ажурирање на процената на загрозеност на општина Демиркапија. Го замолувам представникот од општинската администрација. Таа е прво. Вака, оваа одлука е потребна на регионалниот центар за управување со кризи Неготино да отпочне со редовното ажурирање на процената на загрозеност на општина Демиркапија, кој што оние имат изготвено. И за таа цел треба да имат, да речем, зелено светло од страна на општината за тоа ажурирање, да може да го отпочнат и навреме да го завршат. Порано беше на секоја година се правеше ова ажурирање, но сега е изменето тоа на трите години треба да оваква одлука да се донесе и да се отпочне со ажурирањето. Тоа им е потребно. После тоа можно е контакт со представникот од РЦУ Неготино да истата таа и се презентира пред Советот, ама ќе видиме околу тоа, ќе се договорим накнадно, меѓутоа битно е сега за отпочнување за ажурирањето да се донесе одлука за да можат они да се го терат негативен процес. Ви благодарам. Даме това разбор точка 2. Величината на разбор. Точка 2 представя гласни, кој е за, едногласно за, нема против, няма воздържани. Ви благодарам. Точка 2.6. Предлог програма за активностите на општина Демиркапија во областта на образованието и спортот во 2026 година. Povedете. Значи, во оваа програма се опфатени активности во делот на образованието и спортот, кои што во текот на 2026 година би се реализирале. Како планирани активности од областта на образованието се проект рамче за секој прваче, значи тука е предвидено потребен училишен прибор за почетокот на учебната година за секој првачен, проект ученичка униформа за секој ученик од прво до 9 оделение, награда за првенец на генерација, стипендии за ученици и студенти кои што не се предвидени со правилникот за условите, критериумите и начинот на доделување на стипендии на ученици и студенти. И, како капитален проект е тековниот проект за изградбата на централната кујна при основното училиште Димче Ангелов Габелов. Планирани активности од областта на спортот се поддршка на училишни спортски клубови, поддршка на спортски клубови и издруженија, односно фондации, потоа поддршка на индивидуални спортисти и како два активни тековни капитални проекти, реконструкција на фудбалското игралиште во Демиркапија и отворено игралиште за тенис во Демиркапија. Во табеларниот преглед, односно акцијскиот план за спроведување на програмата се предвидени финансиските средства кои што би биле потребни за реализирање на секој од овие активности. Само би коригирала една сума во 4.4, не е 141.000, туку 135.000 денари, така што би се променила и вкупната сума во буџетот на општината, не би било до изnos од 1.351.000, туку 1.345.000 денари. Доколку прашање? Благодарам. Дали некој два разбор, povedете. Сакам да искористам оваа прилика и да честитам на градоначалничката, која што моментално не е присутна тука поради оправдани причини до општинската администрација за реализација на овие проекти од областта на образованието и спортот. Овие проекти беа дел од нашата изборна програма и за неполни 6 месеци се дел од дневниот ред на Советот. Сакам и јас да изборам некои проекти со повеќе објаснување, односно да дадеме акцент на проектот ученичка униформа за секој ученик, која е во вредност од 354.000 денари, а се реализира од буџетот на општина Демиркапија. Проектот подразбира дека секој ученик од прво до 9 оделение во основното училиште Димче Ангелов Габелов во Демиркапија ќе добие комплет бесплатна училишна униформа, мајци и буксери за учебната 26-27 година. Исто така, последната фаза од централната кујна на училиштето Димче Ангелов Габелов е во завршна фаза
а проектот ќе биде финансиран од дотација на владата на Република Македонија со 8,8 милиони денари. Вредно е да се напомене и дека за прв пат се въведува поддршка на индивидуални спортисти, односно тоа подразбира дека општина Деверкапе доделува еднократна финансиска поддршка за спортисти кои се жители на општина Деверкапе за постигнати резултати и учествување на проект. Правото на еднократна финансиска поддршка се остварува со поднесување на барање до Советот на општина Деверкапе со превод на потребна документација. Фудбалското игралиште во завршна фаза, кое што е на површина од 4.500 метри квадратни и се обликувано од 78 метри квадратни. Исто така, тук општина Деверкапе добива 12,8 милиони денари од владата на Република Македонија, а 3,7 милиони добива за тениското игралиште, кое што е предвидено да се реализира до фугеноменското игралиште, ќе биде на површина од 812 метри квадратни. За сите проекти, финансиската инекција од владата на Република Македонија кон Деверкапе е 25,5 милиони денари. Благодарам, колега. Секој е послуга по актуелната държавничка на општина Деверкапе. Дали да се друг разбор? Колега. Мене ме интересира, сега не гледам тук, например, сега ще кажаме 25 милиона. Дали ли пари општината да ще ги има на сметка или да текно се реализира? Не, мислам дека не се зависно од реализацијата на која фаза е проектот, па така и се префрлат. Инаку се префрлат на посебна наменска сметка за секој проект. Значи е отворена посебна наменска сметка. Меѓутоа, да, и зависно од кое министерство. Заради тоа што кујната пише во завршна фаза и игралиште го пише во завршна фаза. Па- Затоа викам дали барем тие пари се више во општина Деверкапе за да Не. кумаме 2 година, например. Може да се бара префрлање на средства по време на ситуација, меѓутоа мислам дека само за еден проект е побарано времена, не знам дали е. Не сум сигурна дали се префрлени пари. За фудбалското се префрлени Може, по време на ситуација. А за другите ќе бидат за завршна ситуација. Сепак треба да се направи увид, контрола од страна на тие што ги даваат парите, па одобрување, па пренос на средства. Тоа ми беше говора, дали може Деверкапе и жителите на Деверкапе да очекуваат, например, тие два проекти, барем да се завршат? Да, реализацијата на проектите е за 2026, да. Предвидено кога ќе се заврши. Сите имаат склучено договори за јавна набавка, активностите значи на терен се во тек. И сите се воведени во И работа. сите се, да, затоа и кажав за некои веќе се во завршна фаза. Вече кога стои во документот завршна фаза за 2026, Да. тие проекти што ги пишуваат завршна фаза, Во фудбалското игралиште голем дел од позициите предвидени со проектот се изреализирани. Остана уште неколку, 2 или 3. којната изигралиш. Кујната значи се реализира паралелно со средства и јавна набавка која што беше спроведена од Министерството за образование, значи таму има плюс дополнителни средства, значи од Напоредно се работи. Напоредно, да, се работи трета и четврта фаза е сега во зависност од тоа да не се сметаат некои активности се завршуваат, значи првично дали од трета или од четврта, меѓутоа две фирми работат различни на терен. За 2026 ќе биде завршен. А за тениското има склучено договор, Воведени воведени се во во работа работа пред, оваа недела. да, пред оваа недела, значи Што исто од договор ќе работи и кујната, така што напоредно ќе се работи и тоа и тоа. Ви благодарам. Дали друг разбор? Следеće diploме разбор, точка број 6 остава на гласње. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Точка број 6 е усвоена. Преминуваме на точка број 7. Предлог програма за активностите на општина Деверкапе за ревитализација по елиминирање на кризи во област на заштита и спасување до 2026 година. Поведете. Да, значи покрај планот за заштита и спасување кој што е обврска на општините, исто така и овие програми, годишни програми, треба да се изготвуваат со цел за заедничките интереси и активности во областа на заштита и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи. Овие
активности се реализираат преку органи и институции кои, како што се наречени општински заштити и спасување просторните сили кои што се формирани, доброволните противопожарни друштва, комисијата за процека штети од разни елементарни непогоди, сето тоа со работка со РЦУК Неготино и Дирекција за заштита и спасување Неготино, исто подршната единица. Значи, во оваа програма се опфатени сите тие активности кои што би требало, нели, во реализација на заштитата и спасувањето на луѓето, материјалните добра и културните добра, животната средина и така натаму да се реализираат со цел нели последици да бидат што помали. Исто така тука е опфатено и превентивното делување, односно раното предупредување за некоја евентуална опасност, елементарна непогода со цел да исто така да се намалат штетите. Активностите, кои се активности, значи тука повеќе се дава акцент на противопожарната заштита, затоа што ние за жал се уште не имаме територијална противопожарна единица, макар што имаше, нели, да речеме, обиди активности така за да се формира тука. Територијата на општина Демиркапија покрива ТПП Неготино. Покрај тоа имаме доброволното друштво, се уште се постои како е таково е, но треба да се, значи членовите на здружението да се повторно, нели, да се состанат, да може да се добијат и нови членови. Исто така во оваа програма предвидено и ангажирање на други граѓани покрај членовите на доброволното друштво, се со цел да можат истите да бидат обучени за даден момент да можат да бидат ангажирани во гасење на пожари на отворен простор, пред се на отворен простор. За таа цел, значи, предвидени се и обуки како на членовите на доброволното друштво, така и на граѓани кои што би биле ангажирани како сезонски пожарникари и други луѓе кои што би биле ангажирани во овој дел. Финансирањето, ангажираните лица секако треба да добијат обука од професионални пожарникари, како што најблиско кај нас е ТПП Неготино, че тие обуки би били извршени од професионалната територијална противопожарна единица Неготино, како што реков, на членовите на здружението, така и на сите ангажирани лица надвородни. Финансирањето на овие активности од областа на заштита и спасувањето е од страна на буџетот на општина Демиркапија, па тука имаме ставено некои ставки во делот на финансирањето, како се распоредени тие, се колку че можем да реализираме од овие, че видиме. Меѓутоа, еве јас и оваа година сакам со да речеме оваа точка 4, кај што се стои обука за вработените во општина Демиркапија со сервисерот што е за ПП апаратите, да извршиме една обука за вработените, како што имавме направено предходно. Секој, значи, од вработените да може да проба ПП апарат како се користи, да го пробали практично на терен, така да ќе гледаме сега кога ќе дојде, нели, ова замената на ПП апаратите со нова состојка во нив, и тоа да се договориме, да може да извршиме таа активност. И ќе видиме се од другите што може да се реализира, би било добродојдено. Тоа е финансиската конструкција е 200.000 денари, тука имаме ставено толку се предвидени во буџетот за противопожарна заштита. Сега како ќе биде натаму, ќе видиме. Благодарам. Дали некој гласа за точка број 7? Следеќи никој не гласа спор. Точка број 7 не става на гласање. Кој е за? Ето гласам за, нема против, нема воздържани. Ви благодарам. Преминуваме на точка број 8. Предлог решение за именување на командант, началник и членови на општинскиот штаб за заштита и спасување.
Да. Така, значи, покрај ова сега го спомнахме баш општинскиот штаб за заштита и спасување во програмата, значи треба мандатот им е на штабот е 4 години, практички тоа е паралелно со советот, не? И за таа цел треба да се формира и нов штаб за заштита и спасување, општински штаб за заштита и спасување, кој што би координирал целата работа во дадени ситуации на територијата на општина Великапија. Со ова решение се назначуваат командант и началник и помошници на командантот, односно на началникот за заштита и спасување. За командантот по дефолт секојаш е председавач на советот, така да и сега од таа практика запазуваме таа практика, макар што во некои општини и градоначалникот е, меѓутоа во повеќето така е по дефолт е командант кој е председавач на советот. За началник на општинскиот штаб сум јас, како одговорно лице во општината за заштита и спасување и за контакт, како одговорно лице со Центарот за управување со кризи и со одделот на одбраната. И се за помошници тука се гледа секојаш да се стават разни институции што се на територијата на општината, од комуналното предпријатие, од шумското, односно национална шуми подружница Великапија, од ДПД-то, од Македонски железници, Македонија пат и од општината стави се исто тука раководителот на секторот за урбанизам и представници од општинска администрација, секретарот и така натаму се гледа, значи секојаш да имал институции кои што би биле компетентни во дадени ситуации да допринесат за реализација на тие активности што се во таква состојба да може да се успешно да работи општинскиот штаб. Благодарам. Тоа е накратко. Дали некој да збор? Че ние као општина се осетиш што правиме нема и пожарни, градска служба, така? Немаме да. Нема брза помош, нема. Ставени се на нивото. Така да увикнеме, ние треба тук тие служби средни, без тие сме шо. Джаме се, треба да чекаме да дојде од нивото на камионот, да угасиме гуишите. Мора тук да е. Значи, општина, ако сме општина више, Повеќе пати за тоа јас го реков, тоа имаше, значи такви, имаме ние елаборати, што е направени за Великапија, кај што ги исполнуваме сите услови за да имаме територијална противопожарна единица оддалечено со 20 км до најблиската, неготови 20 км, и да бидат вработени четворица, да може една смена да се формира. Меѓутоа, ете од значи не е само еднаш. Измена на законот за тоа што територијалните единици се утврдени со закон. Значи треба да се направи измена на закон за да може да се Великапија издвои како. Па имаше еден така обид да речеме спестување, че да биде како некој оделение во склопот на ТПП Неготино, канцеларија, за да може тука да се функционира. да биде по-готино камионот тука да биде со вода пол. Че тука има нешто оно да се десува. И брза помош, најмотивирање условите. Кога би се прочувало, да се дежура тука навечер. Така не е едноставно за. не би можел сега јас. Се мора да има како. Тоа се основни работи што мора да ја. Тоа е основно како не, што има, нема ништо. Значи прва немаме здравствен дом, ние сме под здравствен дом Неготино и имаме само тука приватни здравствени дом. За да имаш брза помош, значи треба многу други услови. Не можем да зборуваме, иначе за ова, кога би секако и да биде како секција, како канцеларија, што ќе има дежурни, значи автоматски ќе биде комплетно система. Да би текнува средно време дека мислам да го пуштат и новиот пат од товарно човек. Добро. Кога беше стариот пат, тука цело лето и наша брза помош се дежурава. Да. Имаше многу сообраќајки на лето. Така нешто. Условата неготина, нешто може и така, да се дежурава и да не како. Ще мора да има начин. Имаме гради си овде брза помош, има стари луѓе, има.
Не сме секој подногодно, Се размислува на- иницијатива, што кажате, вие бре некоја канцеларија, нешто што ќе може да се действува одно и од тука. Ако може. Ако Јас има имам- таква опција. Имам здравословно служи на вие како ви вешките. Така Да. Италија човек. Да, 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 да. тука ние. Да. Може и кој на нашна човек како изгледа. Од тие сте. Дојде. Да, така беше, само од тие период се погоди и зимски период, ние цистерната што е нашата, нели? Таа што фиксна, нели, што беше сега се малку се дотераш се вика со парвањето и така убаво изгледа. Што не е гаражиране, значи водата да оставиш надвор, тоа беше зимно време, замрзнува. Значи не беше зелен. И заради тоа некој вика зошто не мала вода, не може да има у јануар месец вода. Неготино да, неготино се гаражира и што унатре има парно. Значи не може да замрзна, тука надворе. И заради тоа иначе да пада тоа. Макар што доброволното противопожарно друштво не е обучено на објекти во урбана средина, да се разбереме. Доброволните друштва се пеци за отпоре, просто да можат да помогнат со напатначијата, со вода, доктор и самите да газат. Ама во урбана средина, во објект, тука има многу други работи, мора професионални, пред се, може не да може струјата да ги изтекат, да рече, и така натаму. Не може да бидат доброволци, професионалци кои го прават. Ако биде тоа е ако се успее да рече дали канцеларија да биде дали после да премине во ТФП, тоа беше друга песна, значи професионалци што си взимат плата и што си работат на тоа. Тоа беше друго, а сега вака мора да чекаме од неготино. Ви благодарам, давате друг збор. Виде, че никој не бара збор, точка број 8 става на гласни. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Ви благодарам. Благодарам. Точка број 9, Предлог решение за формирање на комисија за селекција на кандидати по јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на член на управен, односно надзорен одбор на јавното предпријатие на комунални работи Бошева Димитраката. Да, ова предлог решение е поврзано со претходната прва точка што беше од дневниот ред, одлуката за распишување на јавен повик. Значи се предлага формирање на комисија со следниот состав: Тања Петрова, вработена во општина Демеркапија председател, Невенка Атанасова, исто така вработена во општина Демеркапија заменик председател на комисијата, Менча Петрова, вработена во општина Демеркапија одделение за човечки ресурси, Даниела Трајкова, вработена во општина Демеркапија заменик член на комисијата, а на предлог на јавното предпријатие, кое што ние доставивме барање до нив електронски, они вратија, значи Оливера Аджиева член на комисија и Зоран Честоев заменик член на комисија. Кој е првиот? Оливера Аджиева. Ви благодарам. Ајде некој бара збор, могу со точка број 9. Виде, че никој не бара збор, точка број 9 е ставна на гласен. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржан. Преминуваме на точка број 17, како што кажавме за измене и допълнување на одлуките за автотакси превоз на патници во општина Демеркапија. Да, од страна на еден превозник, дека до Демеркапија, до општина Демеркапија беше доставено барање за измена на одлуката за автотакси превоз во делот на член 11, кој што се однесува на тарифата за автотакси превоз. На вчерашната комисија која што се одржа за урбанизам беа повикани и превозниците. Самото барање кое што беше предложено од страна на ДЕКА и уште едно барање произлезе на комисијата од друг превозник, меѓутоа ете се најде некоја средина во делот на измената на тарифата, па така се предлага тарифа 1, тоа е значи превоз во рамки на општина Демеркапија, старт почеток на превоз да е 40 денари, 30 денари по изминат километар, тарифа 2, тоа е исто така во рамки на општината, меѓутоа после 24 часот до 6 часот на утро, исто така стартот на превозот да е 40 денари, по изминат километар 40 денари и тарифа 3 која што вклучува превоз кон друга општина
Тука стартот е 40 денари, а изминат километар 15 денари. Сите овие три тарифи чекањето во трајање од 1 час би било 250 денари. Во останатиот дел одлуката не е променена. Ова, значи, пред се произлегува и од големувањето на нафтените деривати во овој период. Както кажате предходно, има споменување на цените и од другите градови. Да, тоа комисијата Ова се... е од барање на такси превозниците, значи да стане јасно дека барањето е од Иницијативата е од нив, поради постапувањето на нафтата и други трошоци што тие ги има. Како што Советот може да донесе одлука и да прихвати викото барање, зависно од нашата одлука, така може и да се намали цената доколку се намали нафтата. Значи, иницијативата е од нивна страна сега до Советот на општина Великатор. Но исто така, доколку Советот донесе позитивна одлука на нивното барање, явно кажувам, доколку се направат измени во нафтата, во цената на нафтата, исто така нема да чекаме иницијатива од такси компаниите, като самиот Совет ќе покрене иницијатива за намалување на цени. Тоа е некој друг разговор во врска со точка 217. Јас да апел од Удружението на ДМКП на сите тука и секој може. Ако некој од таксистите не му вклучи таксиметар, слободно може да не му плата да изпадне и да си оде. Тоа од мене така апел од Удружението дека тука стават и на 4 динара по изнак километар 30 динара. На кој не му вклучува таксиметар, слободно да се изпадне. Ја мислам дека е заштитен со закон. Тоа е. Даден друг разговор. Види, че никой не даде збор. Точка брой 17 става на гласно. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржан. Ви благодарам. Преминуваме на последната точка од дневниот ред. Тоа се разпределувањето на физички и правни лица, барање на физички и правни лица. Првото барање е од спортско дружение Young Boys Неготино, каде што Советот одлучи и Комисијата за финансии со подршка од Советот одлучивме да се додадат 50.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржан. Второто барање е од Љупчан Донов од село Кружево, каде што Советот одлучи да се додадат средства од 15.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Наредно барање е од Спасо Атанасов, каде што финансите и подршката од Советот, дискусијата одлучи да се додадат средства од 6.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Наредно барање од Јанин Загачев, 10.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. И последното барање е од Сдружението на пензионери, каде што Советот одлучи да се додели максималната сума од 60.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Почитувани граѓани, почитувани советници, почитувани представници од општинската администрација, по вака истрпениот дневен ред ја затварам седмата седница на Совет на општина Великатор. Имате угодно.